Почитувани добро вечер, добар ни дојдовте во емисијата Семејни вредности на Канал 8. На почетокот од оваа емисија, пред да ви го представам нашиот гостин, само ќе кажам дека се уште продолжува борбата на невладините организации и издруженија за зачумување на традиционалното семејство и семејните вредности. Нас не обединува љубовта кон семејството, не спојува почита кон институцијата брак, не поврзува мисијата да го зачуваме бракот и семејството како најблиска и најсвета врска на земјата. Подршка во зачувувањето на традиционалното семејство дава и Македонската православна црква, па вечерва наш гостин во емисијата Семејни вредности е отец Ивица Тодоров, свештеник во МПЦ, со кој вечерва ќе зборуваме повторно на темата зачувување на бракот и семејството. Добро вечер, отец, добро ни дојдовте за прв пат во емисијата и во студиото. Добро вечер и благодарам што ме поканивте. Интересна тема, неисцрпен извор, би рекла, на разговор, на информации за кои треба да зборуваме. На почетокот од емисијата да објасниме европската идеологија за семејството и семејните вредности. Која е таа идеологија и што заговара? Не знам во кој контекст го ставате тоа како европска идеологија. Да, тоа доаѓа од Европска унија, точно. Да, затоа е европска идеологија. Но тоа би се конкретизирало како така наречената ЛГБТ и джендер идеологија, која е прифатена, значи, од Европската унија, од законодавството на Европската унија, од структури во Европската унија и структури од Европската унија сакаат, односно се обидуваат и во нашето општество тој начин на доживување, вреднување на сексуалноста преку ЛГБТ джендер идеологијата да пушти корени кај нас. Иако мора да признаам дека веќе многу од тие нешта се актуелни во нашето општество. Да, за кои и вечерва ќе проговориме. Да. Морам на почетокот да споменам дека на 11 март беше усвоен законот за спречување и заштита од дискриминација. Само ќе ми дозволите да прочитам дел од тој закон. Согласно законското решение се забранува секоја дискриминација врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко уверување, попреченост, возраст, семена или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус или која било друга основа. Едно ваше размислување во однос на придобивките, би рекла, можеби во наводници од ово законско решение, колку тоа е во функција на заштита на унапредување на правата и слободите на граѓаните, наспроти заштитата на традиционалното семејство и традиционалните вредности. Гледано површно, овој закон нема никаков директен контакт со прашањето поврзано со бракот и семејството. Реков гледано површно и гледано индиректно. Затоа реков во наводници придобивките. Да. Иако овој закон сам по себе си е потребен во демократско општество, ние сме демократско општество и како такво сепак некого да дискриминираше, прво не е христијански, не е човечки, камоли па демократски така натаму, но во позадината на сето тоа има еден друг момент. Тука се отвори можноста, значи, структури на луѓе со сексуална ориентација таква како што ја имаат, преку тоа што преку овој закон се заштитени, значи не смеат да бидат дискриминирани од општеството, и јас се сложам дека не смеат да бидат дискриминирани, но ако ги следиме искуствата во европските земји, ние гледаме дека процесот на актуализација на таа ЛГБТ джендер идеологија особено започнува преку додевањето на овие сексуални малцинства или ориентации во Законот за антидискриминација. Значи, прво едно општество забранува да бидат дискриминирани таквиот тип на
сексуална ориентација или доживување на полот, родот и така натаму, следниот чекор е затоа што тие како такви се полноценни граѓани на општеството, следниот чекор е отварање на прашањето за редефинирање на бракот, дека бракот не е природна заедница, како христијанин би додал и од Бога благословена заедница како меѓу маж и жена. Значи тие процесот би се одвивал понатаму со редефинирање на бракот, каде што под брак не би се подразбирала заедница помеѓу маж и жена, туку заедница помеѓу два партнера кои може да бидат од исти пол, машки пол, женски пол или од некаква джендер насока, затоа што кога се говори за родовата идеологија, односно квир идеологијата, квир прашањата, джендер прашањата, значи тука нештата не застануваат кај полот, нема само машки пол или женски пол или така натаму, туку таму се отвара доживување на сексуалноста во многу контексти, социјален, личносен, флуиден. Значи, джендер идеологијата отвара себе само доживување на многу начини. Значи, до пред некој време имаше прифатено негде околу 15 родови идентификации, значи джендер идентификација, значи може да се дефинираш како сега сум машко и женско, или не сум ни машко ни женско, или сега не сум ни машко ни женско, него сум не знам тамо што. Значи, видите, целата работа е што сите овие аспекти, затоа што се со овој закон поставени така во општеството, утре задутре, се зависи како ќе оди процесот, а како што ќе оди нашето приближување кон членство во Европска унија, значи ние гледаме дека структурите кои се од тамо прават притисок преку нашите политички партии, полека тоа што е кај нив како норма, вредност или модел, полека да биде на еден начин актуализирано и воведено и кај нас, значи да се редефинира бракот. Значи тоа нема нешто да се случи утре и задутре, значи тоа е процес. Нивниот процес оди кон тоа да се редефинира бракот, да се воведе можноста за истополови бракови, кога ќе се или квир или джендер, потоа кога ќе се редефинира бракот и ќе се воведат еднополови бракови, се отвара можноста за усвојување на деца и после тоа се отварат еден куп други прашања за промена на полот, за можноста државата да учествува во промена на полот, па потоа затоа што во државата ќе се наметне овој принцип на джендер идеологијата, ние веќе гледаме во некои западни земји, но и во регионот, конкретно имаме во Бугарија таков пример, каде што тие прават притисок преку општеството и државата во образованието, значи да не се говори за тоа дека постојат момченца и девојченца, машки и женски и така натаму, туку се да биде полово неопределено, самото дете да си го дефинира својот пол, да си го доживее својот пол. Значи тука се отварат многу прашања. И колку тука ќе бидат повредени правата на оние кои сакаат да ги зачуваат семејните вредности? Тука и како ќе бидат на удар? Мора да се признае, мора да бидеме објективни, значи се уште никој не го допира законот за брак и семејство. Законот за брак и семејство, во законот за брак и семејство се дефинирани нештата, што е тоа брак и семејство во рамките на нашето општество. Се разбира и тие нешта се дефинирани и во рамките на верските заедници, значи тие што се христијански или муслимански, сепак сите ние се повикуваме на оној брак што го доживуваме како традиционален и природен или од Бога благословен, значи заедница помеѓу маж и жена, но мора да признаам дека самата институција брак или ова заедница брак е под сериозен притисок од многу фактори. Од многу фактори, ќе биде и од овие фактори, но тоа е времето во кое живееме и сега прашањето е што треба да се прави на вистински начин. Значи како ние како православни христијани треба да делуваме? И исто така и како може, дали може МПЦ тука некако да реагира, да делува? Може, како не може МПЦ, Македонската православна црква, Охридска архиепископија, како црква Христова на овие простови,
го сведочи тоа. Колку сега го сведочиме квалитетно, длабоко, сериозно, тоа е знак прашање. Јас не сум баш многу задоволен, треба малце повеќе да поработиме на тоа, но сепак значи во едно демократско општество треба да ги дефинираме и целните групи. Значи целните групи на кои им праќаме порака сега. Например, ние сега ја правиме оваа емисија и сега на која целна група се обраќаме. Најчесто ние се обраќаме до оние луѓе кои имаат вера во себе си, значи имаат христијанска, муслиманска или некаква традиционална вера, луѓе кои им е битен традиционалниот брак, затоа што разбира дека без традиционалниот брак и без семејството кое се темели на традиционалниот брак како здрава и благословена клетка во општеството, тогаш целото општество се доведува под знак прашање, а ние како македонци ние сериозно сме соочени со прашањето и на нашето биолошко постоење, не само што имаме проблем ова што ни го менуваат идентитетот и ни прават притисок да си го менуваме идентитетот и така натаму, не е само тоа прашање, ние се соочуваме еве и со тоа прашање на биолошко исчезнување. Факт е дека еден огромен процент од младите луѓе се иселуваат од Македонија. Факт е дека наталитетот е доста низок. Факт е дека огромен процент од луѓето кои склучиле брак, многу лесно им се руши бракот. Факт е дека се наоѓаме во една сериозна криза, која според мене пред се и над се својот темел го има во немањето на духовност, односно немањето на свесност за вистински вредности, односно за идеал. Луѓето во најголем процент денеска немаат идеал. Значи, дали Бог ќе биде нивниот идеал, духовното совршенство, спасението, доброто, здравоста, радост и така натаму. Денеска нашите сограѓани во најголем процент влегуваат во состојба на прагматичност, практичност и се гледаат низ призмата на својот интерес, на својата его поставеност и таквиот начин на доживување на животот без идеал, без вредности, без норми, вистински здрави норми на постоење. Ние гледаме што се случува во западните општества, тоа и се случува и кај нас. На што се должи тоа, што мислите? Па тоа е, кога пред малце го кажав, се должи на едно сериозно осиромашување на личноста. Значи, да објаснам, значи, богатството на личноста не доаѓа од тоа колку таа личност има завршено факултети или не знам тамо дали е доктор на науки, магистар или има високо образование или средно или не е битно. Образованието помага до некаде, но битно е што човек сака во животот. Значи, што сака во животот. Значи, која е целта на неговиот живот. И што е најинтересно, јас се помалку и помалку среќавам луѓе на кои ми е битна вистината. Значи, дали овој има вистина во овој свет, дали има смисла во овој свет. И сега, ако човек, ако личноста, затоа што во христијанството темел на се е личност, ако ние не сме тоа што сме, тогаш се е празнина. Значи, личноста не може да биде личност, да носи лик нечи, тоа е Божиот лик всушност, ако тој лик во себе си не го актуализира преку својата свесност, совесност, потрага по вистина, потрага по вредности, потрага по смисла, потрага по добро, потрага по тоа како да ги решава внатрешните ментални, психолошки, социјални проблеми и така натаму. И секоја личноста ќе почне да има она што ние го нарекуваме духовен живот, да има таа духовна потрага, да бара, да го храни својот ум со вистински информации, своето срце со вистински информации, со вистински чувства, волјата да ја насочува во вистинска насока. Таа личност веќе почнува да осознава што е добро. Ако ќе осознава што е добро, таа личност осознава што е живот. Затоа што многу од нас го живееме животот, не знаеме што е живот. И тогаш кога таа личност ќе осознае што е живот, тогаш животот на таа личност нешто и значи. Значи, тоа е тоа. И таа личност е богата. Значи, не е празна, не е сиромашна, не е пустелија внатре. Значи, тие личности се богати со мудрост, со духовно искуство, со присуство Божјо, со радост, со вистина и така натаму.
Тоа е тоа. Колку Македонската православна црква и вие како свештени лица можете да делувате за ова што го зборуваме, бидејќи може ли да се случи утре да дојдат двајца мажи или две жени и да ви речат да мора да склучите брак? Вака, утре нема да се случи, но после некој временски период како што тргнал работите, сигурно и тоа прашање ќе се отвори. Еве, МПЦ за сега тоа не. Значи вака сега, ама тоа е веќе јасна работа, затоа што како што државата има свое законодавство, ние имаме свое законодавство. Значи, ние имаме свое законодавство. Нашето законодавство се темели на ова. Значи, на Божите заповеди. Сега вака, ако тоа што ние го имаме како законодавство и вистина не е во сооднос со тоа што светот ни го налага и така натаму, или она што светот го има како законодавство е спротивно во однос на нашето законодавство, тогаш тоа што светот го нуди нема да го прифатиме како вистина. Христијаните со векови се жртвувале за својата вера. Мартириос, тоа значи да бидеме сведоци на верата. Ние гледаме и на запад и на исток во различни христијански конфесии, вистинските посветени христијани говорат за времето во кое живееме, говорат за сите предизвици и говорат дека вистината, откриена од Бога, е таква каква што таа е и надвор од таа вистина нема живот, нема смисла. И затоа ние мора да се бориме. Сега, но тоа ако со закон, ако е со закон. Што ако е со закон, ако тој закон е антихристов, ако тој закон не е морален, ако тој закон не е полезен за моето општество, за мојата татковина, за мојот народ, што ако е? Многу закони се донесени, ама не се правични. Така да, што со тоа? Погрешна ли е перцепцијата во нашето општество дека услов за влез во Европската унија е толку признавањето на истополовите бракови? Тоа не е точно, тоа не е точно. Тоа е, значи, секоја држава сепак да се влезе во Европска унија, тоа е една сериозна тема, можете да поканите некој кој повеќе е информиран од мене за тоа, јас сум информирана не толку доволно. Европска унија бара стандарди, значи, тоа се така наречени копенхашки стандарди, но таму не се овие стандарди. Сега секоја законодавство, секоја држава, сепак во својата оригиналност, неповторливост, поставеност, си ги поставува овие нешта и сепак мора да расчистиме некои нешта. Ние сме демократско општество и ако утре за утре се отвори вакво прашање, ќе се слушне ставот, како што се слушне ставот и на луѓето кои се представници на верските заедници, и така натаму. Иако, например, баш таму кај што требаше да се слушне ставот кога се отворила прашањето за абортус и така натаму, нас не примија и тоа беше, што да ви кажам, но тоа е тоа. Ние гледаме реалноста на нашето општество. Значи, јас тоа често го говорам, доли сум и досаден, мора да признавам, сите луѓе што ме познаваат, знаат дека јас зборот реалност не го вадам од уста. Значи, треба да бидеме реални во каква состојба се наоѓа нашето општество и во кое време живееме и со кои луѓе живееме и во кое обкружување живееме на секаков план и треба да бидеме мудри. И на крај крајви зошто Христос, нашиот Спасител, на црквата и го дал Светиот Дух. Водството на Светиот Дух е многу битна работа. Значи, ние се молиме на Бога и го бараме неговото водство. И Бог е тој што нас не водел низ многу историски ситуации во минатото, ќе не води сега и во оваа историска ситуација. Во овој свет, што да кажем, ако гледаме реално, има и осија и од рајот, но многу адски моменти има во овој свет и да не бидеме наивни. И за тоа е тоа. Нашата цел како црква, како христијани, како Христови ученици, е пред се и над се да ја потикнеме совеста и свесноста кај оние луѓе кои се уште се во состојба на здрава менталност, на здраво расудување, на здраво размислување. Има и такви. Има ли? Кажете ми, ајде да објасниме што вие подразбирате под семени вредности и како во ова општество можеме да се потрудиме ние како христијани, па и црквата, да се зачуваат тие семени вредности, тоа традиционално семејство. Имаме ли некоја, да речеме, стратегија? Имаме. Имаме? Јас
во рамките на нашата црковна општина Свети Петар и Павле Ѓорче Петров, ние имаме наш мисионерски центар. Исто така, јас сум преседател на Движењето за организирана духовна обнова на Македонија. Ние постоиме од 2005 година и конкретно една од нашите цели е формирање на таква стратегија и ние го говориме следното, дека причината за кризата на бракот денеска е во кризата на личноста. Затоа што еден добар процент од личностите денеска не се зрели и подготвени да го носат подвигот на бракот. И затоа доаѓа до развод. Значи, бракот, брачната заедница, според православното христијанство, според Божјата вистина, е модел на живење каде што духовно, ментално, биолошки подготвени зрели личности ќе можат да остварат едно заедничко живење, значи заедничко живење кое ќе се темели на љубов и ќе биде мотивирано од љубов. Затоа што јас многу често го цитирам она што го вели апостол Петар, љубовта покрива многу греови и недостатоци. Значи секој од брачниците има своји недостатоци. Но ќе бидат прифатени еден од друг. Но ако има љубов, ако има зрелост, ако нема егоизам, ако има жртва, значи тогаш таа љубов ги пополнува недостатоците од едниот и другиот и тие полека, значи влегувањето во брак е една сериозна работа и влегувањето во брак за мене тоа е еден полигон за формирање на здрави, добри, нормални, богоблагословени личности. И сега, кога тие здрави, добри, богоблагословени личности ќе го тојмело своето заедништво на љубов и љубовта ќе им биде мотив, императив и така натаму, тие ќе бидат подготвени и кога Господ ќе им благослови деца, односно преку нив, види се оваа сериозна мистерија, прекрасна, од Бога благословена, значи тие личности се дарители на ново биолошко постоење и затоа се родители, родитело, од тамо е родител, они кои раѓаат тело. Значи таткото и мајката, мажот и жената го имат тој од Бога благословен дар, значи само мажот и жената, затоа тоа е брак, го имат од Бога тој благословен дар да дадат биолошко постоење на нова личност, на нов оригинален идентитет во овој свет. И тоа е голема тајна, прекрасна, убавена, неискажлива радост. Значи родителството. Сега замислете тоа дете, например, да расте во средина со родител 1 и родител 2. Тоа е. Некој сака. Значи не може да порасне во здрава личност. Мора и да бидеме и самокритични да кажеме дека и многу незрели личности кои се маж и жена, ако се незрели, неодговорни, егоистични, тие го исполнуваат тој аспект. По пол се маж и жена, да, али по нивниот ум кој знае што се. Значи тоа е тоа. Значи многу е битно, не е само да биде некој да биде маж, други да биде, не е само тоа услов. Од различен пол, така, да, значи споменавте други услови. Значи еве ако ние го гледаме преданието на црквата, ние гледаме како што порано се подготвувале луѓето за крштевање и ден денеска, тие што се возрастни треба да бидат подготвени за крштевање, да знаат каде влегуваат и зошто примаат крштевање. Што се случува со нив? Така и со бракот. Значи јас говорам дека треба предбрачна подготовка да имаме. Јас веќе и го имам воведено тоа кај мои духовни чеда и некои мои други колеги го практикуваат. Значи ние ги подготвуваме личностите од машки и женски пол што треба да влезат во брак, да бидат подготвени да бидат подготвени да влезат во брак и да знаат после тоа како во брак. Затоа што и овој момент е многу битен. Значи ние не живееме веќе во поодамна, не живееме во патриархално општество. Тоа е многу сериозна тема, што тоа подразбира, што се подразбира патриархал. Но ние сме живееле до едно пред 100 години плюс минус во патриархално општество. И сепак децата ги гледале своите родители, вујко, чичко, тетка, стрина, значи тоа искуство за брак плюс минус се
се пренесувало за тоа заедничко живење. До денеска гледаме дека прво контактот меѓу родителите и децата е намален. Колку родителите имаат време да се занимаваат со децето, образовниот систем нема воспитен аспект во себе си и таков тоа е едно друго сериозно прашање. И се црквата е таа, црквата како заедница е таа што во ова време треба да помогне, а всушност и тоа е наша одговорност, тоа е заповед од Господа, ние на нашите членови да им помагаме да духовно да растат. Значи црквата е таа која треба да помогне да има еден здрав процес на духовно растење, зрење, подготвување на личностите за да се влезе во брак. И секој ќе се влезе во брак, односно, јас сум сведок на такви личности кои влегуваат во брак, нивниот брак има вкус, нивниот брак има смисла, нивниот брак носи во себе си порака. И сега, кога останатите, например, луѓе кои се во брак го гледаат нивниот брак, тогаш се прашуваат каде е успехот на вашиот брак. И сега тие луѓе го кажуваат тоа, значи кои се нештата кои придонеле, и тоа е мисијата на црквата, и тука треба да се работи многу. Затоа што од кукумјавчење, сега јас сум човек кој сум општествено активен и така ја разбирам својата вера, значи ние живееме во демократско општество и ние како православни христијани, значи како македонци, не е битно која етничка заедница, значи како православни христијани сме граѓани на ова општество. И сега како граѓани на ова општество, суверенитетот на ова општество се темели врз нас граѓаните. И ако суверенитетот се темели на нас граѓаните, тогаш ние треба да кажуваме, сведочиме, говориме, нудиме каков модел сакаме да се живееме во тоа општество. Но ќе согласите дека современиот човек сака да верува дека традиционалниот брак е веќе нешто изживеано. Кој современ човек сега? Тоа е многу. Па не знам, во ова современо општество, значи познавам такви, не, види, ја познавам такви луѓе на кои им пречи. Па се ја знам дека ќе имаат детенца, дека не им треба влегување во брак, ама сваќате се. Тоа е егоизам. Значи ја познавам мажи кои би сакале да имаат по 5-6, освен да имаат сопруга дома, да имаат и 5-6 швалерки. Ако има доволно пари да ги издржуваат. За такви во наводници современи луѓе зборувам. Значи, не, има вака сега. Значи, може да говориме за секакви луѓе. Затоа што бракот го сваќаат како обврска. Нели? И е обврска. И сега не сакаат да имаат обврска. Самиот збор сакаат само да си имаат потомство. Значи, самиот збор обврска говори дека во темелот на тој збор е зборот врска. Значи, нешто, па сега, може ли нешто да биде без обврска во овој свет? Може, ако сме ние супер егоисти и другите луѓе да ни служат на нашето его. И ние без обврска да ги градиме. Согласен дека има такви личности. Тоа е демонизам. Тоа е патологија. Има такви личности. И плюс мора да признам дека современиот начин на живот продуцира такви личности. Тоа е факт. Но таквите личности се општествено деструктивни. Тие се деструктивни, уништувачко настроени се кон себе и кон се околу себе. Но ги има се повеќе. Има, не велам дека нема, тоа е тоа. Но Христос, самиот наш Спасител, ни рекол дека во овој свет Царството Божјо нема да го најдеме. Царството Божјо, вели Христос, е внатре во вас. Значи, ние за таа совршена состојба на постоење за кое се подготвуваме и за кое Христос не подготвува, се подготвуваме од внатре. И таа совршена состојба ќе настане после второто Христово доаѓање, воскресението од мртвите, страшниот суд и тој што ќе помине. Во овој свет е така како што е. Овој свет е една сериозна сива зона со многу нијанси, на сиво, црно, бело и така натаму. И тука треба мудрост. И уште еден момент би сакал да споделам. Значи, има еден аспект во менталниот склоп на македонецот, кој ни останал од оној претходниот режим, систем, од социјализмот и така натаму. Значи, таму така беа поставени работите, државата се грижеше и така натаму. Но тој систем заврши, веќе таа идеологија не постои. Значи, ние живееме во демократско општество, а демократското општество е пазар на идеи и модели на живење. Значи, ние можеме ли да кажеме денеска дека постои една идеологија која владее
Тука има пазарна идеологија на верување. И сега, мора да бидеме свесни дека сите ние кога одиме на пазар, сакаме да купиме нешто квалитетно, нешто што ќе трае, ќе има вредност. И сега, целата работа е, ако ние велиме дека традиционалниот брак, односно традиционалното семејство, односно оној брак што Бог го благословил, е навистина вредно нешто, ајде да го живееме и да го сведочиме. И тогаш луѓето ќе гледат и ако е квалитетно, тоа ќе го земат од нас. Ќе го земат нашиот пример и обратно, ако не е квалитетно. Отец Ивица, еве за крајот емисијата, што би вие препорачале на младите во однос на бракот? Значи, вака ќе тоа го говорам често, па ќе го кажам и сега. Значи, први да не се одложува тој период за влегување во брак. Знам, многумина велат да економските, ваквите, она состојби, но има начин како тоа може да се дефинира, да се реши. Значи, тоа да не се развлекува многу, затоа што ја знам врски 5, 6, 7, 8 години. И што се случува? Се случува, например, кога, не знам, едниот или другиот, најчесто машкиот аспект од таа врска, ја откачува до сегашната своја девојка и се наоѓа некоја друга и за месец дена се жени и така натаму. Значи, тука треба да се има одговорност, значи, како што треба, плюс јас сум многу загрижен од нивото на зрелост и одговорноста на современите мажи денеска. Мора да признам дека еден голем аспект на феминизмот и на сите тие крикови кај жената е немањето на вистински мажи. Не говорам мажи по пол, да бидеш маж, не значи само да имаш машки пол. Значи треба да бидеш маж, треба да бидеш човек кој има одговорност, има храброст, има мудрост, има трпение, значи треба да работиш на себе, мажевност. И таму кај што има мажевност, има и женственост. Тоа е тоа. Значи, тој момент и друг момент што ми е многу битен, изборот на брачниот партнер. Значи, многу често тука се лизнуваат луѓето и за брачен партнер взимаат личност која според нив е најблиско до нивната фантазија за брачниот партнер. Без да проверат каков е тој во реалноста и така натаму и така натаму. Тоа е фантазија една и затоа после тоа кога ќе влезат во реалниот живот, им се руши фантазијата и доаѓа до прекин на брачната заедница. Значи јас имам многу препознатливи аспекти како да го препознаеш својот брачен сопатник на вистински начин. Една, искрено до сега никогаш не промашила е, кога ќе го најдете тој човек, маж или жена, не видно, зависи кој, значи, да не ви е досадно во негово присуство. Значи, да не ви е досадно во негово присуство. Да секогаш ви тече разговорот, да секогаш имате што да си кажете, вашите души да бидат отворени една за друга. И нека се караат, и нека се не... Битно е еден со друг да се отворени, да се надополнуваат и да се клесаат. И сега полека таа заедница ќе обстои. Но ако в некој влегол само со некаква фантазија или со некакви очекувања проблематични, вакви онакви, да не влегуваме. Да, обично имаат очекувања, има така очекувања, дека и па после се разочараат. Па се разочараат, ама тоа е сам си ја прави сметката, знаеш. Да. И се разочаруваат. Но не може да се најде идеалниот партнер. Не, нема идеален. Не. Кој е, прво дефинираме го идеалниот. Мислам и да има идеален, ако ја не сум идеален, еве, џабе со тоа, што со тоа. Значи нема ништо идеално. И затоа темелот на она што ние го нарекуваме христијанство е духовниот живот. Значи личноста да расте, да се развива, да се усовршува, да се формира. Треба да работиме внатре во себе си. Ако не работиме внатре во себе си, ништо не правиме. И тоа е тоа. Но многу е битен тој момент, пошто најчесто ми се жалаат околу тоа, досадно ми е, пошто ќе исчезне тој хормонален аспект на некаква сексуална полова привлечност и они немаат никаков друг контакт, духовно, душевен контакт, немаат и светоглед, тотално се странци. Или ќе се почне да се изневерува еден со друг и пуга тоа. И затоа треба да се отвори 4, односно да се отворат и биолошките очи. Да, битно е таа другата половина да ти привлекува симпатија, да те потикнува симпатија, но да се отворат и духовните очи,
да видиш тој има внатре некој Младите незиниот речат дека тоа со карактер. текот на времето исчезна, значи станува формално, станува. Ако не може... вака, значи се брачниот живот е уметност. Значи тоа е тоа. Како што се во животот, ако јас тоа често го споредам со огин. Ако запалиме огин, ако не го храниме огнот со дрва, тој ќе изгаси. Значи, нашиот духовен личен живот, кој јас не го хранам со причест, со молитва, со читање на Свето писмо, со мој дух, па ќе се изгуби верата. Се губи. Значи, само Бог е нешто што е апсолутно во својата полнота и нема потреба од ништо. Ама ние луѓето имаме потреба од интеракција, од надополнување, од хранење емотивно, ментално, духовно, сексуално, идејно и се. Пројава на нежност, на внимание. Тие нешта треба да ги отвориме малце повеќе во. Тоа е во однос на бракот и во однос на во секој аспект. Добро, и во однос на ние немаме стварање култура потомство. Може ли тука некој совет од вас за во однос на затоа што факт е дека оние кои се во брак прво нели чекаат неколку години па да се прошетаат, па не знам што и после веќе навика си станат еден на друг или остануваат само на едно дете, па или можеби и тука и абортуси. Значи нели има повеќе абортуси, сега не сакам дете. Нели? Ама јас кажав пред малку и неколку пати тоа го повторив. Прво да си темелот на бракот треба да биде љубовта и императивот треба да биде љубовта, односно духовното созревање, спасение, личносно реализирање на секаков план. Ако тоа е темелот, тогаш брачниците ќе имаат еден друг светоглед. Значи за нив децата нема да бидат обврска плюс па се ќе имаме едно дете колку за атер, тоа наследството да не ни отиде. Тоа е егоизам. Значи тоа е себичност. И со себични, егоистични луѓе што да правиш? Да, нема живот кај себични луѓе, нема живот. Тие се затворени сами за себе и они себе си се своето его, своите потреби си ги претвориле во идол. И што да правиме со таквите луѓе? Да се живи здрави, Господи, да ги Факт е дека децата се Божи дар, затоа не може. Па децата се и многу често се случува да децата го менуваат тој его момент кај родителите, се буди тоа, Бог така ги постави работите, се буди таа родителска љубов и така натаму, но некаде и не се буди. Да, но тоа е тоа што е сега. Секој, значи на крај на краевите, значи како христијани, може ова да биде како за крај порака, значи темелот на христијанскиот живот е личноста. Значи Бог сите нас не создал оригинални, неповторливи. Може да бидеме слични со ова, со она, но никој од нас не е ист со некој друг. Сите сме ние оригинални и неповторливи. И секој од нас е одговорен за своето личносно, духовно формирање, зреење, богоуподобување, осмислување и така натаму. Еден со друг може да си помогнеме, но никого на сила не може да натера. Дури Господ не може да не натера. Тоа е тоа. Ако не сакаме, тоа е. Еве тоа не ќе биде. Отец, ние можеме што многу да зборуваме на оваа тема, да. Ќе поканите некој друг. Да. Повторно ќе ни бидете гости во емисијата. Јас ќе се заблагодарам еве што одвоивте дел од вашето време да дојдете во Канал 8 да зборуваме за бракот, за семејството и за негово зачувување. Благодарам. Благодарам и вам што ме поканите. Почитувани, тука завршуваме емисијата Семени вредности. Наш вечерашен гостин беше отец Ивица Тодоров од Македонската православна црква. Верувам дека го објаснивме и ќе ги послушате неговите совети во однос на бракот и семејството. Се гледаме следниот понеделник во истиот термин. Довидување.